Драги деца, се надевам дека седите дома, ги слушате препораките на возрастните, ги слушате родителите, ги почитувате, правилата кои што се воспоставени во вашиот дом и секако ги слушате занималните од вашите учителки и учите многу нешта од дома. Денес јас сакам нешто да ви раскажам за културното однесување. Нели секој сака културни деца и воспитани да бидат секако. Затоа треба да ги научиме правилата на бонтонот. Тоа е лесно, дури полесно и од балон. Пристојното и културното однесување нема последици негативни, туку сите деца ќе бидат сакани, среќни и секогаш позитивни. Учи од шаренава книга која од срце за тебе е подарена. Културно поздравување. Наутро кажи добро утро, напладне кажи добар ден, а навечер добро вечер секој ќе ти рече. Посакај добра ноќ пред да одиш на спиење. Ако излегуваш некаде надвор, поздрави се со довидување. Ако те праша некој како си, или ако те поздрави со поздрав свој, возврати му со љубезен поздрав, прашај го и ти како е тој. Можеш да си направиш календар за културно поздравување. Направи си една табела за која што ќе ти помогнат твоите родители, ќе ги напишат деновите во седмицата и провери. Погледни ја и оваа табела. Забележи дали недостасува некој ден во седмицата. Да, така е, недостасува недела. На вашата табела што ќе си ја направите дома, ќе ја додадете и неделата. Секој ден ќе ставаш едно знакче како снегулка или звездичка, онолку пати колку што се употребил културно поздравување во текот на денот. Лесно е, нели? Почитување на другарчињата. Не употребувај зборови грди. Биди другар со секого. Почитувај го другарчето, не навредувај никого. Не лути се. Не лути се кога играш. Играј фер и другар биди. Ако не играш така, противникот тоа ќе го види. Ако изгубиш, признај го поразот. Честитај му на победникот со рака, ќе бидеш секогаш добре дојден. На сите спортски игри се игра така. Погледнете убаво сликата и раскажете како се однесуваат другарчињата на оваа слика. Размислете дали вие некогаш ви се случило вакво нешто, да бидете фер или нефер во некоја игра. За да извежбаме како правилно да се однесуваме, односно да не се лутиме во игра. Играјте играта не лути се човече дома со вашите родители или со вашите братчиња и сестричиња. Културно однесување. Кажи ве молам, ако некого бараш нешто, а ако добиеш, кажи благодарам, љубесно и вешто. Кажи ве молам и кога прашуваш нешто. Повелете, ако нешто даваш, благодарам, ако нешто примаш. И за овие зборови можете дома да си направите една убава табела по која што исто така ќе ви помогнат вашите родители, на која што ќе напишете во 3 колони. Во едната ве молам, во другата благодарам и во третата повелете. Потоа, за секој пат, кога сте ги употребиле овие убави зборови, ставете го знакот снегулка или звездичка, колку пати во текот на денот сте ги употребиле овие убави зборови. Извинување. Извинете ќе речеш ако сакаш некој да те слушне. Кон тебе ќе се сврти, ќе те забележи и ќе те гушне. Извинете ќе речеш ако случајно се турнеш во некој и ти го попречил патот, тогаш ќе ти прости секој. Извинете ќе кажеш и ако не сакајќи сгрешиш, ако скршиш чаша или можеби ќе истуриш и каша.
Почитување на возрастните. Кога некој разговара, не упаѓај, ништо не барај, освен ако е итно или нешто многу битно. Ако влегуваш низ вратата прв, задржи ја отворена, другите да поминат. Сите што се зад тебе без благодарност нема да те одминат. Помагај им не. Понуди им помош на возрастните кога работат по дома. Ке научиш нешто ново, како се прави ова или она. Ако пак некој ти помогне кога имаш мака, заблагодари му се љубезно. Тоа се прави така. Однесување на телефон. Сигурно сите досега сте имале прилика да разговарате на телефон. Но дали културно и правилно разговарате? Најпрво, откако ќе подигне слушалката од другата страна, треба да кажете добар ден или добро вечер, зависно од времето кога се јавувате. Потоа, да се представите кој е на телефон и кого го бара. Ова е многу лесна вежба. Можете и дома со вашите родители или братчиња и сестричиња да ја вежбате. Например, играјте разговор по телефон. Направете нешто од тоалетна хартија или доколку имате некакви слушалки или некои играчки телефони. Потоа со вистински телефони, но не мора да вртите на вистини. Разговарајте на телефон, а потоа побарајте некој од другарите или баба и дедо. Кого сакате да го слушнете, потоа навистина слушнете го и оно што сте го извежбале како културно однесување на телефон, искористете го во вистинскиот разговор кој што ќе го правите со тој што сте избрале да разговарате. Здравствена култура, хигиена. Наутро раце мора да се мијат, убаво лице да се истрие, а раце се мијат и пред и после секој оброк, пред и секое одење во тоалет. Потоа убаво исчешлајте се, врзете ја косата доколку ви е долга, средете се убаво, бидете културни деца. А доколку ви течи носот, земете хартиено марамче, избришете го, а потоа фрлете го во корпа, затоа што тоа веќе не е чисто. Правилно јадење. Кога јадите, научете прво кој прибор ви е потребен за да јадите. Прашајте ги возрастните и како тој се употребува. Додека ја џвакате храната, јадете со затворена уста. Секогаш покрај вас имајте салфетка со која што ќе ги бришете устата и рацете. И не заборавајте, секогаш јадете здрава храна. Еколошко однесување. Бонтонот важи и во природата и секаде каде што се наоѓаме ние. Кога сме во природа, треба да се грижиме за хигиената на природата. Тогаш ние се однесуваме по бонтон. Разгледајте ги овие слики и видете кое дете правилно се однесува во природата. Дали детето на првата слика, погледнете што направило, движејќи се по улица. Дали културно се однесува, дали токму ваму треба да оди, или треба да се повлече и да оди по тротоар, додека лушпата од банана каде требало да ја фрли. Да, дечиња, лушпата од банана треба да биде фрлена во корпа. Погледнете оваа фотографија. Што мислите? Дали ова девојче правилно постапува со ѓубрето? Браво за девојчето и браво за вас затоа што знам дека вие културно постапувате и еколошки се однесувате. Еве да ја погледнеме и оваа слика. Како се однесува детето на првата слика? Што тоа прави? Да, во природата нашло ѓубре и почнало да го собира во една пластична кеса. Значи, тоа има развиено еколошки бонтон или свесност за природата. А погледнете ова слика. Како се однесува ова дете? Прво, некултурно затоа што
седнало на средина на клупата, а покрај него врви возрасен човек кој веројатно е уморен од трчање и сака да се одмори. Но човекот, погледнете го како се чувствува. Изненадено. Како е можно, си вели, вака децата да се однесуваат со природата? Погледнете колку ѓубре расфрлило околу себе. Правилно ли е ова однесување? Не, секако. На крајот, дечиња, би ви предложила од повеќе листови хартија да си направите една ваква книга. Неколку лисја хартија ќе ги превиткате на половина, а потоа еден во друг ќе ги ставите во корицата. На корицата ќе си го напишете со помош на вашите родители бон тон, а внатре ќе ги ставате сите ваши табели за културно однесување, за поздравување, цртежи кои што ќе ги направите за правилно однесување и така натаму. Така вие ќе ја создадете оваа книга за бон тон, а корицата обојте ја и нацртајте ја токму како што вие сакате да изгледа. Од оваа книга, ако научи нешто, повторувај го тоа секој ден често. Ти ќе бидеш дете со бон тон. Време е, слушни го овој звон. Дин дон, време е за бон тон. Автори на оваа книга се магистер Ели Маказлиева и Роза Костеска, а илустрациите ги направи Игор Јовчевски. Јас ја имам и дома, и еве како изгледа таа. Убарајте од вашите родители ова и многу други книги да ви набават, за да можете да научите многу убави нешта. За денес ви благодарам, се надевам дека сте добри, ќе бидете добри, слушајте ги емисиите од Езанимална, слушајте ги учителките, радувајте се, бидете среќни. Ве поздравувам, убав ден и пријатно!